Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Во држава, кај што секој за да преживее, во наводници мора да се проституира, само проститутките ја саќат проституцијата како бизнис. Сите останати проституцијата ја саќат како начин на преживување. Имате ли некоја бројка, например, апроксимативна, колку може да стане збор за проститутки во рамки на Република Македонија? Бидејќи имаме, ајде да речеме, некој за останато сваќање и анализи дека тоа во најголем дел се припаднички на ромската националност, што веќе не е така, што веќе не е така. Сосема од корен се минала целата таа. Тоа се можеби малски шпекулативни информации кои сакаат некој да ги лиферува. Веќе Македонија влегува во една фаза, прво на еден елитен секс туризам, кој многу наши млади заминуваат во Абу Даби, во некои од овие арапски држави. Пишува по странските часописи, по белградски посебно, дека голем дел од македонките уште се на тие приватни забави, не само во тие арапски држави, туку и на Црногорското, на Хрватското крајбрежје и така натаму. Во Македонија веќе има елитни хотели кои тоа го прават, така да бројката веќе и оди безмалку близу до 10.000 девојки кои во еден временски период, и постари господи, дават сексуални услуги за пари. Ја ќе се обидам да оперирам со едни бројки. Ние во тоа време консултиравме еден докторски труд кој беше направен во Македонија, значи од професорот Арнудовски, кој доста храбро пристапил на таа, кој доста храбро пристапил. Оти нам ни требаше податоци за да го браните. База. За да го браните. Сега можеби тие се малку застарени сега податоци, но професорот внатре имаше и работи нотирано. Значи тој имаше нотирано која популација како гледа на прашањето за легализација. Од една страна интелектуалците се апсолутно за, земјоделците, пензионерите, некое традиционално ткиво кое постои во Република Македонија. Тие се против. А тамо па е базата од кај што најчесто се црпат овие, да речеме, жени или девојки кои даваат сексуално, таа сиромашна една структура. Знаете како, тука се Васко се потврдува се што е забрането и скриено, на луѓето им е посладко. Така тлеело тоа во нашата република со години и луѓето сакаат тоа така да го применуваат. Кога нешто ќе им го забрануваш, на нив да им доаѓа да тоа им биде посладко, а не нешто да ви е достапно да можете да си го приуштите. И која бројка, например, со која бројка вие опериравте кога предложивте законот? Вака сега, тогаш во тој момент имаше јавни дебати и со женското лоби, значи сериозно го разгледуваме целиот концепт. Значи ова говорам сега пред 2004-2005, значи 10 година, ајде да го земеме на за тоа, околу 5000 кои имале храброст да се или полицијата ги регистрирала на некој начин. Со се оние кои стоја, не знам сега дали тоа се уште стоја кај македонската телевизија. Има, знаете, се дека има. Со оние кои ги приведуваат па ги пуштат, учествувавме во една акција да видиме како тоа. 5000, тоа е голема бројка за Македонија, сега веројатно. Тоа е многу пораснато сега, верувам. Има ли проституција на естрадата? Видете, тенка линијата измеѓу зборот проституција и спонзорство. Така да Ке на што се поише, проститутки или спонзориши? Спонзориши би рекол, меѓутоа ќе кажам дека не толку многу. Значи народот, општо луѓето мислат дека на естрадата е тоа премногу. Мислат дека она што гледаат во Србија исто и кај нас или да, обично Србија или првата ситуација. Да, не е така кај нас. Тие старлети, не знам, Сораја. Далеку сме од тоа. Далеку сме од тоа. Има и кај нас, у мал број има, и пак ќе кажам не она класична проституција, туку спонзорство од типот да сними песна, да ја помогне некој кариерата. Добро, има некои старлети, да речеме, или джетсетерки кои со мерцедеси завршија, кои убаво се удомија. Колку што можам да ги видам по градот со црвени мерцедеси, газдарици по Тетово, по вамо, по онамо. Не е тоа баш онака зафрлање, што би се рекло. Има, меѓутоа нивниот број е многу мал. Многу мал. И обично тие што го прават тоа, што заработуваат многу тоа, не сакаат да бидат јавни личности. Се повлекуваат. Се повлекуваат. Значи не сакаат, има неколку таквина што може да, мислам што ги знаеме, сите јавна тајна низ градов. Меѓутоа, дали сватија дека не треба да бидат јавни личности за помалце да луѓето нели ги им бодат очи, се повлекуваат. Има исто на приказна се збори за црногорскиот премиер, дека има купено стан на една наша поранешна манекенка, сега колку е вистина тоа, не знам, не сум сигурен, меѓутоа се зборува. Чукановиќ. Ако тој премиер, се зборува за него, тоа е стара приказна. Станче тука у Скопје? Да. Така станче или стан? Станиште. Станиште, големо станиште. Да. Па значи, колку не сум видел, меѓутоа тоа го зборат сите низ градот. Добро, па тоа не е купен станот, ти да видиш купен станот. Не може секој да влезе точно. Значи колку голема љубов, толку голем стан, што се вика.
Едно пет особено. Најверојатно заслужила девојката да за таков стан. Прва пауза за реклами. Останете со нас со втори дел на нашата вечерашна емисија. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Молам. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? Do you really feel like this? I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? 'Cause I can. Zinajko German Lemonade. Братство и единство во Тетово и во Гостивар, проститутки од Албанија, танчерки од Србија и евра или муштери од Македонија. Народот има пари тука, посебно говорам овој албански дел, склони се кон таков начин и модел на делување, на купување на сексуални услуги, значи дека постои плодна почва да може тој бизнис да цвета и во наредниот период. А постојат и танчерки кои се подготвени да танцуваат и на маса и под маса. Секаде. Секаде. Сиромаштие во Македонија. Што очекувате? Таа сиромаштие само по себе носи зголемување на тој процент на таква проституција и такви сексуални активности. Обично велат во сиромаштија најмногу и најдобро работат кладилници и проститутки. Погледнете ова фотографија, почитувани гледачи, ние затемнивме од заразбирливи причини. Станал збор за една позната естрадна звезда со потекло од Србија. Таа беше многу популарна во рамки на Република Македонија, бидејќи неговиот син пред еден месец направи гламурозна свадба со една огромна естрадна звезда со потекло од Хрватска. На концерт во Македонија, како што е редот, во пакет аранжман тој си договара и една македонка која му следува. Многу манекенки, на пример, јас сум ги гледал кога дојдат овие познати музички звезди од XU просторите, Така. со многу млади македонски манекенки, не мора да се само од Скопје, може да се од Струмица и од било кои други градови, на пример, во нивна ноќна придружба. Дали имате информација дека тие познати XU звезди имаат во своите договори кои ги прават со македонските, тука да речеме партнери кои им ги организираат турнеите, дека мора да им обезбедат една, две или три девојки за ноќен Не е тоа пробав? класичен договор, дека мора у рајдер листата да му стои најдоле две девојки или една девојка, туку тоа е, нели, ајде, мојавето тајде ако може вечер да најдеме нешто. И има тоа, да, се случува, има познати гости што доаѓаат тука, пејачи Србија, Хрватска, кои што си бараат кога ќе дојдат. Имаше примери со исто со диџеј, еден многу познат светски диџеј, Карл Кокс мислам дека беше, исто и он си бараше. Јас, например, еден српски пејач, јас да не спомнам името, ама многу го врзува дека може да биде некои роднински односи со Северина. Него сум го гледал со манекенки во Македонија. Он е познат љубител на жени и у Така. Србија го пишуваат по тоа. Така да Сум го вистина. гледал по нокни клубови Вистина е тоа, да. во Не Македонија. само, јас сум бил лично сведок на неколку пејачи такви кои што
некој им ги договорил, им ги донел девојките и што прават понатаму, стварно не. Ова е граничниот премин меѓу Македонија и Грција, ова е местото кое се нарекува македонски Лас Вегас, бидејќи тука во моментот фигурираат или функционираат две казина. Има најави дека ќе бидат отворени уште 2 или 3 нови казини плюс едно казино кое е во самиот центар на градот Гевгелија и всушност овој македонски Лас Вегас е местото кое се смета дека денес во Македонија е центарот на тој елитен секс туризам или та елитна проституција во рамки на Република Македонија. Никола, вие сте еден од легендите на ноќниот живот во Гевгелија. Имате сега музичка емисија, порано многу по кафичи, по дискотеки, одделно обезбедување или security и како велат, ако сакаш да знаеш што се случува во еден град, прашај тие што биле по кафичи обезбедување или тие што биле таксисти. Што се случува со Гевгелија? Па што се случува со Гевгелија? Со Гевгелија се случува нешто што не треба да се случува, како прво градот ја изгуби душата, да се разбереме. Ама доби проституција. Добро, тоа А проституција и душа не одат заедно. не од душа и проституција не одат заедно, значи Гевгелија едно време беше поим за забава, поим за мода, поим за поим. Значи први бевме ние, после беше Скопје. Од овде излагаа сите моди, музика, прво ние добивавме, после ја праќавме во Скопје. Секојаш важеше за богат град Гевгелија. Да, за богат. Беше богат, но и понапреден. Беа весели, секојаш имаше Опуштени, забави. релаксирани. Како веламе, споста Демир Капија надоле, беше на некој начин и на друга Македонија. Да, друга клима, друг народ. Релаксирано, пуштена Македонија. Сега последните 4-5 години, апсолутно на проституција, спонзоруши, пари, доселени девојки и така натаму и нешто што не личи на Гевгелија која се ја познам. Па добро, не 100%, ама 90% сте во право, значи. Како што реков, градот ја изгуби душата, имаме, значи, човечките вредности паднаа на нула, секој збор овде е пари, значи, во Гевгелија денеска, едно време беше да си гевгеличеница, сега ако немаш iPhone 6-ка, 10-ка, 100-ка или не ти знам каков, ако немаш ваква кола, ако не вртиш клучи вакви или такви, значи не играш, си никој ништо. И елитни населби гледам, Беверли Хилс ги нарекуваат, имате многу убави ескорт дами, облечени девојки, значи тие возат скапи коли, значи тоа не е од Господ падната танец. Не, тоа сигурно не седнала на нива за земјоделие да се сигурно тоа бави. не е од берење домати и нижење тутун, да се разбереме. Тие најфино си знаат од што е тоа заработено, но Како вела дека девизниот пазар у Македонија и девизните резерви во Македонија зависат од гевгеличанки. Колку тие поише или девојките кои доаѓаат да живеат и да работат во Гевгелија, колку тие поише ќе заработат, толку поише девизи ќе има на девизниот пазар во Македонија. Па така може да се каже, мислам. Сите одат по нафта и по бизнес на Блискиот Исток, само македонките одат тамо за проституција. Добро, колега Васко, кои ги носи овие наши манекенки или овие млади девојки во Дубаи, например? Не знам, во Истанбул. Кога сум летал за Истанбул или кога сум се враќал или кога од Истанбул сум одел на други дестинации, сум гледал многу млади македонки кои одат тамо со карти во еден правец. Кој ги носи? Кои аранжмани се во основа тие? Има посредници за тоа. Има неколку Посредници или македонци. посреднички? Има и тоа и тоа. Има за Дубај знам дека има еден наш посредник кој што го работи тоа више неколку години таму. И цело време врбува девојки. Де Македонија, Србија, Хрватска, дури знам и од Шпанија девојки што не знам. Меѓународно го води бизнисот. Да, ги тера да дојдат у Дубај, им нуди договори, прави фотосесии, им наоѓа работа како манекенки, меѓутоа Тоа е друга форма, така? Другата страна е сосема поинаква. Отворите на Facebook и ќе видите колку млади девојки се чекираат во овие арапски држави. Апсолутно. Тоа е сега, тоа е новиот феномен. Тоа е форма на манекенство во наводници, а ние никаде не гледаме дека ти учествуваат на реви. Значи се чекираат Абу Даби, Дубај, се чекираат во разни овие, ајде да речеме екзотични места, Малдиви, фотосесии правеле на Малдиви. Видите, на Малдиви вие дојдете неколку илјади евра треба да потрошите. Знаете, исто ова вие што го говорите. Ја кога седнав да разговарам со девојките, со колега, кога седнавме значи да разговараме, едната вика работевме у Англија, работев у Англија како беби систер. Викам, окей, дај сите ќе идеме, ако има толку профит, сите ќе работиме. Зашто не? Што ќе бараме овде? Апсолутно. Дај сите ќе идеме, беби ќе чуваме деца во Лондон. 8 сати работиме тек на денот. Пари. И се враќаме полник оброт. Ја и тогаш бидејќи и претходно идев во Лондон, викам, ја не сум убеден дека многу можете лесно да заработите и надвор во Централна Европа, во Англија, во Скандинавија. Што ќе прават шпанците, португалците и другите кои во сите ќе чуваме деца, зашто друго да работи? Зашто да работи? Или бугарките или едни ќе ги прават, други ќе ги чуваат и еве економијата цвета. Ќе оди напред. Е добро, што е таа нова деловна стратегија? За разлика од пред 10 години, фирми формираат, нешто прават.
Не. консалтинг услуги, нешто регистрираат филми да дават или што е Не. промената таа деловна стратегија? Промената се состои во следното. За разлика од пред 10 години, кога речи си да немаше угостителски објект на тетовските и гостиварските простори, без најмалку 2, 3 и повеќе увозни девојки, како што споменавте од Украина, Молдавија и Бугарија, Конобарки, танчерки, тоа беше не. келнерки и шанкерки. Так. Сега Се завршено најчесто средно музичко училиште тамо во Молдова или во Украина. Знаеа да свират на клавири, затоа ги ангажирале. Сега најчесто се ангажираат пеачки од Албанија и танчерки од Република Србија. Братство и единство си прават. Албанки и србинки. Гледате како може да функционира тоа братство и единство. Уште некоја македонка да се најде и Југославија во мало. Точно така. Се наоѓаме во Битола, почитувани гледачи, некаде петок, 21 часот. Дојавме тука во Битола да провериме колку се точни приказните за тој секс туризам кој го практикуваат младите битолчанки со туристи од Грција, од Лерин или околните места околу таа македонско-грчка граница. Овој пат се нарекува Кравијарски пат или патот на кравите, има некој символично значење. Значи по овој пат многу крави поминувале. Всушност тоа е патот кој поврзува Битола со македонско-грчката граница или граничниот премин. Меѓутоа сега е петок, некаде 21 часот и 20-30 минути. Значи вистинско време за одредена акција да видиме колку се точни сите тие спекулации. Добро вечер. Работите? Да. И како, кој е цена кој? Ледарче. Што е ледарче? Клипска не. Да, ама што значи тој ледарче овде или во хотел? Не, овде во кола. Во кола? Да, Само ледарче, а? да. А за хотел? Хотел ти е 1 сат 3000 денари. 3000 денари. Да, 1 сат. А вие кај сте од Битола сте? Да. Вика дека ако на битолчанки досега им оставивме да го решат спорот со името, ќе го решат 10 пати побрзо од политичарите, бидејќи имат изворедно добри односи со грците, посебно грците кои доаѓаат тука во Битола. Па се слушаат разни муабети дека Грција е стварно близу до Битола, само 14 км границата. И доста грци доаѓаат тука, не само ради убавите битолчанки, ради тоа што има и поевтини цени во бутиците, во рестораните, сите знаеме дека кај нив е дупло поскапо. Така да доста Грција посетват Битола. Има и репортажи правено. И неколку репортажи беа доста, ајде да речеме, тензично примени туку Битола, бидејќи Битола ја прикажа пред грчката јавност како легло на корупција, како легло на, ајде да речеме, тој секс туризам, како легло на неморал, и ги представи во тие репортажи битолчанките во едно многу лошо светло. Дека всушност тука е едно од тие центри на секс туризмот на Балканот. Па, не би рекол баш дека до тој степен е некое секси легло на Балканот, али надалеку е познато дека битолчанките стварно се убави девојки. Исто така и се знае дека модата во старо време секогаш почнувала од Битола, значи многу се облекват, така да кој да дојде од друг град е изненаден, пошто кога денски ќе помини на кафе на Широксола, ќе види дека сите девојки, сите женски од Битола се убаво облечени, спремни, исто како за навечер. Значи со штикли, со фустанчина, со такви работи. Сега што се однесва до... Има ли таа работа? Има ли проституција според вас? Има. Вие сте градски човек сега. Така, има, сегде има проституција, се знаете дека има. И самиот Тито рече на времето кога во некои држави паѓа стандардот, се знае што може да расте проституција, криминал и коцкање и казина и такви работи. Сиромаштија сега Сиромаштија, нормално, значи убавината треба да биде продадена. Да. И може некои девојки, например, сите знаеме дека тие не се од ситуирано семејство, знаме дека нивните родители не работат некакви работи, а тие сепак се дотерани, убаво изгледаат, имат скапи парфеми. Се гледа. Одат на убави места, јадат по поминиме по широк сокот, се гледа. Кафаните се полни, кафетериите се полни, овие ланч барови сега што ви се модерни. Модерни ланч бар, да. Во Битола се полни. Да. Има бутици кај што постојано има луѓе, тоа значи дека пари има. Така. А бидејќи оџаци не чурат што се вели, тоа парите доаѓаат од други места. Да.
Во Македонија во моментот има некаде од 12 до 15 илјади проститутки, дали ќе се легализира тој бизнис кој носи многу пари на одредени црни начини во рамки на Република Македонија. Ви излагате некаде на улица, некој доаѓа, ве собира во кола, не знам, или во джип, ви плаќа и се завршува. Тоа веќе е на улична проституција која има декларирана теоријата. Тоа полека кај нас стана начин на живот, од спонзорство. Значи тие спонзоруши ние ги гледаме во Србија, за тоа не може да има во Србија, во Хрватска, во Црна Гора, не знам, во Косово, во Албанија, да нема во Република Македонија. Тоа е една работа. Втора работа е масовно по факултети. Значи за оценки, за привилегии, масовно по студентски домови на студентки што доаѓаат од натрешноста на Република Македонија, масовно по дискотеки за да може да влеза за една пијачка. Значи тоа станува веќе начин на живот, а не само професија што е многу поопасно. Сето како ние кога тргнаме храбро на тој чекор да го браниме, беше навистина тешко и со женското лоби. Дури имавме еден пример, Анимир Дама, што ги викаат најелитната проституција. Не знам сега ескорт го викаат сервис, Анимир Дама се врвот на класификација на таа професија ако сакате. Ја им дадов еден податок дека врз база на интервју со дел од тие кои ги правил професорот, дел од нив заработували до 500 евра на вечер. Што, пазите, тоа е сериозна сума на пари, не само за Република Македонија. Ако сакате и за надворот во развиениот цивилизиран свет. 500 евра на вечер, да работи 10 дена во месецот, та има поголема плата од директорите на најголемите банки. Таа друго и не сака да работи вечер. Во Македонија. Не сака друго да работи. Ама не ни треба. Не се замара. Не ни треба. Гради преку тоа имидж, стандард, таа е убаво дотерана преку ден. Очигледно дека работата е навечер, таа се движи низ високи кругови, има добра клиентела која може тоа да го плати и таа веќе не сака да работи во друг систем. Не сака да се интегрира едноставно во друг систем и да сакате вие како општество да ја промените, да ја преструктурирате во некоја друга област, таа нема да верувајте, нема да се ослободи. Имаат некоја филозофија да речеме на спортистиве, они во еден временски период се помалку надвор од општеството. Кратко им траат кариерите, така и нови Анимир Дами од таа врвна да речеме категорија, тие може да работат до свој 30-32-3 години. Се доека е атрактивна за пазарот. Нормално пазарот дека тоа го бара, значи мора да биде позната, мора да се појава во овие джет-сетерски места, мора да се појава на овие фенси забави, за да биде вртена, за да биде тука што се вели во кругот. Подоцна тоа поминува. Доаѓаат нови, млади, помлади девојки, поатрактивни така натаму. Значи, она мора да го наплати тоа во некои 10, максимум 15 години. Ако не го наплати, времето поминува. Биолошкиот процес и во таа струка, ако сакате струка, дури тогаш ме обвинува како можете, Иван, вие тоа да го нарекувате струка. Не ја, таа се определила тоа да го работи. Апсолутно. Можете да го почитувате тоа. Сите играме фудбал, ама само мал број се професионални фудбалери. Сите го правиме тоа, но мал дел од жените тоа го прават како занат професија. Тогаш беше се уште големо табу темата оваа и идевме, полицијата ни пружи таква можност да се разговара со нив, тие кои ги приведуваат, па ги пуштаат за одреден период. Тие немаат основа врз база на што да ги држат во полиција. Девојките кажат дека се приватно со некој човек таму, како веќе докажете дека за пари. И полицијата мора да ги пушти пак на терен, или ги става во некои простори, меѓутоа времето помина и тие пак ги враќаат внатре во не ова кафана, па не наплатила фискална сметка. Во игра. Тоа враќањето во игра покажува дека значи некој институционално се богати, на црно говорам. Не може без полиција да постои проституција. Ја не говорам кој, значи институцијата која стои зад нив на црно, значи некој се богати приватно, или како сакате, или ја користи институцијата и им дава шанса на нив тоа да го работат на црно. Фама или вистина за проституцијата во рамките на студентските домови, но повеќе за тоа младиот колега Љупчо Златев. Ја впишуваме адресата trguvaj.com.mk. Здраво, видовте еден оглас ваш. Да, каш. Симона, 24 години Скопје, би сакала да запознаам ситуирани и галантни господа за повремена дружба. Ве молам само културни и пристојни понуди, во спротивно не одговарам. Неколку дена разговаравме на Skype пред да го добијам нејзиниот мобилен телефон и така да закажеме средба. На Skype добив и фотографии од Симона. Овие фотографии се на Симона. Таа потекнува од Прилеп, но студира во Скопје на Филолошкиот факултет. Живее во студентскиот дом Гоце Делчев. Како што вели, поради недостиг на пари одлучила да се занимава со најстариот занает на светот. Има ли проституција по студентските домови?
Тоа е исто како да ме прашате дали во Македонија има проституција. Не може скопјанките да дојдат на ретот, девојките кои се тука по студентски доми. Тоа е нивна теза. Сте прочитали овие огласи што се нудат студентки од натрешноста Да, или млада студентка дава на часови по математика, тој тип Тоа на огласи. знаете, тоа не е спорно. Во никој поглед. Добро, да се знаете. паркираат ли многу богати коли тука пред студентскиот дом? Се паркираат. Да, и ги чека девојки да излезат. Можда. Заинтересиран сум да ми кажете услови како што. Услови, што да ти кажам, услови, во секс ред би е тоа. Колку кошта? Негативно. Што е вклучено во него? Вклучено е секс дечкови секс ред би се тоа, за секса. Да, орал... И sad ти сакаш сликовито, живописно, дојди во живо, па ти се објасниме. Ако си правил некој секс во живото, да верувам дека си правил тоа. Да. Во ред. Така. Океј, ќе те поверам. Чао. Чао. Сума сумарум, како би дефинирале на скала од 1 до 5 проституција во студентски домови? Конкретно во студентски домови. Па не би дала бројка јас. Подобро, слаба, доволна. Затоа што мислам дека добра, заклучивте многу добра, дека одлична. Масовноста на тие појави. Не во кажувам студентски дека домови. има, меѓутоа не викам не го не негирам нештото. Така да Видливо е тоа? Се гледа? ако се трудиш да го забележиш, ќе го видиш. Значи има, се приметува. Посебно петок и сабота. Посебно по овие дискотеки. Па дури многу Па не често. мора да значи. Па дури многу често, знаете, само за влез во дискотеки. Тоа се прави. Не мора да значи дека тоа се случува само по дискотеки, за викенд, за пијачка или Сиромаштие е сега генерално. На врска, знаете како, тој што дошол веќе тука да студира во Скопје, сите стандарди се паднати. значи веќе има некои услови да обстанува тука. Верувајте, нема да дојде тука за Па никош не се доволно пари за кондори. не се доволно, ама Никош не се доволно пари за ташни, никош не се доволно пари Личен за избор. скапи фармерки. личен избор. Па добро, Само тоа можам да го кажам. Пуштени се од дома, сега се сами своји газдарици, може да прават што сакат, нивен е животот. Како вели, тоа не е сапун да се троши. Нормално да. Ама зошто една девојка би се одлучила на тоа кога има уште 1000 начини други да заработи Ова е пари тука? најлесен начин, а и најстар занат. Па да, ама секој во тешки моменти не може секој да го работи тоа. Секој во тешки моменти се на некој начин префрла или пробува да го направи тоа на најлесен начин. На најлесен начин да до пари, на Тука најлесен е начин цврстината на карактерот, колку ќе подклекнеш под нешто или нема да подклекнеш. Ама многу подклекна, За жал. барем и по студентските доми. Тоа е, знаете како, реалност. Како младите битолчанки, како белороби или како сексуални работнички завршуваат во Западна Македонија? По тие ваши анкети и истражувања кои ги правевте, со овие кои прифатија доброволно да зборат, а се бават со проституција, кои се најчестите клиенти? Од она што го кажува оние кои ги интервјуирав, најчесто клиенти се грчките државјани и тие надоместокот за услугата е околу 50 евра, додека домашните клиенти од 500 денари. Тоа е многу... Значи на домашните е помалце. Тоа би било таа кампања купувајте македонски производи, значи им дава дампинг цени на овие шестестранци, поскапо им наплаќат. Тоа Не, има и најчесто интервјуираните кажат дека клиентите им се од соседна Грција. Има и патриотски и тука елементи, ако им плаќате или им наплатувате на домашните клиенти поевтино, на странците поскапо, тоа има и патриотска една Знаете, димензија. економската мојки на граѓаните најверојатно. Значи најмногу Грци. Иако вела дека има и повисоки цени од 50, дека ова што е поелитно, дека тоа Тоа беше, ви кажувам, можеби пред 5-6 години, кога го правев интервјута со девојките кои дава сексуални услуги и кажува дека износот е 50 евра. Во текот на летото цвета таа така наречена јахтин проституција. Многу помалку во Црна Гора, многу повеќе во Грција. За вечер се заработува од 500 до 1000 евра. Колку се парите што им ги нудат? Јас знам исто за примери, има исто една наша девојка од Скопје која што е Дубај више неколку години, која што се занимава со таа работа. И знам дека прилично доста заработува, зборам тука за цифри од 2, 3, 5, 10 евра. Месечно? Па би рекол и на неколку дена. Не би рекол месечно. Значи тоа се огромни пари, да. Знам за еден таков пример. Тоа поише тежи него девизните резерви на Македонија. И она А нема- така едно 200-300 да извеземе, поише него инвестиција во зона Бунарџик би му дошле. Поише би заработала, да. И знам дека она нема намера да се врати тука у скоро време. Кој поише нуди? Манекенките или пјачките? Па би рекол манекенките.
Што јавна тајна е дека многу манекинки се гледат по нокни забави, приватни нокни забави и така Не, натаму. у град Диско нема да видите такво нешто. Тука Дали во имаше Скопје, дека и многу наши заминуваат, ајде да речеме на оној викенд секс туризам во овие арапски Гора. држави. Аха. Па и Црна Гора на бродови, на Да, јахти имаше, беа снимени имаше, некои така така, натаму. имаше така. Јас сум гледал македонки У Грчка имате не само дека се Грци. по разни јахти кај што одат и кај што учествуваат тие, ајде да речеме нокни забави. Тука имате информација колку би им плаќале? Некои цифри кои јас сум ги слушал стига до 1000 до 2000 евра. Точно. Исто ја сум слушал тој мовет. Таа 2000 евра не, меѓутоа од 500 до 1000 мислам дека не мислам туку тоа сум го слушал, тоа сум го читал и што обишувале странски. Медиуми што се во соседството, Црна Гора, Србија. Ама од Македонија нешто зборам за Црна Гора, поише да се у Грчка него и Дубај отколку. Ама данок не плаќаат. Епа не. Не плаќаат. Денес, секој кој се разбира од тие работи ќе ви каже дека Гевгелија е многу поголем центар за забава во споредба со Скопје. Самата местоположба на Гевгелија тој и го возможува. Гевгелија некаде 60 до 80 км оддалечена од Солун, некаде околу 150 км оддалечена од Скопје и има два големи конгломерати или градови од кои се регрутираат одредени потенцијални муштери, како за коцка, така и за секс туризам. И тоа всушност се прави Гевгелија во моментот како главен центар на забава во рамки на Република Македонија. Вие сте били security во многу кафичи, Да, многу. сум бил обезбедување по овие. Ви доаѓале ли млади девојчиња да ви остават телефон на? Па имаше, значи доаѓаат и тоа што најтрагично малолетни. Значи остава број, ти вика делиме 50-50 демек ако има клиент гркли што е така вака. И тоа е, но И колку одат цените? па одат од 50 евра нагоре. Што велат дека Гевгелија за разлика од Битола и другите има малце поелитна проституција. Да, појака Значи, тарифа. Да, појака тарифа има. Дека можеби се пубави, меѓутоа на пониско ниво така. Покрупна некоја забава, што се вели имате тука и Лас Вегас тега на некој начин. Веројатно и клиентите ви се побогати. Па добро, клиентите се побогати, Лас Вегас остана името, Лас Вегас, македонски Лас Вегас да века, ама не е тоа баш Лас Вегас, така остана името поради казината и овие клубовите што се овде, инаку ноќниот живот е катастрофа. И се најава дека нови казина ќе се отварат. Да, се најава клубови, нови казина и тоа е. Инаку ноќниот живот, ја пак ќе напоменам, катастрофа е. Нема да стигна девојките? Не знам. Нема да стигна да задоволат се што треба да се направи, да се ќе мора нови да доаѓаат. Па гледам и доаѓаат од Струмица, например. Па има од провинција, ги има многу, ама не значи ти сите се такви да се разберат. Има некои менаџерки од Струмица доаѓаат, главни се велат дека тие се контакт помеѓу девојките и помеѓу клиентите. Не знам, за тоа не сум слушал, а мислам дека сите што доаѓаат, има некои доаѓаат за работа, има некои за друга работа и така тоа се си. И многу козметички салони, тоа е еден од формите како се прават тие контакти помеѓу грците и девојките. Па добро, има, се наоѓаат, мислам. Ако е дошол некој за поштена работа, ќе си го најде пат. Ако е дошол за нешто друго, пак ќе си го најде патот. Значи, дали тоа фризерски салон, не ти знам каков салон за масажа, друго трето е. Ама вика пакет аранжмане. Да. Прво купува, па попра заби, па прави фризура и на крај или се коцка малце или се релаксира, кој што може, нели? Да. Тие што можат се релаксираат, тие што не можат ќе фрлат некоја коцка, ќе направат некоја пара. И што понатаму? Што ви очекувате? Па ништо што очекувам. Аз да ви кажам најнормално сум разочаран од Гевгелија, значи од годината од Гевгелија сите на никој не му се работи како што гледам, сите стануваат у Ама работат они само не у фабрика. Ајде, тоа е друго, инаку они работат, ако дојде младо девојче ви рече 50-50 делиме. Со некоја цифра. Да, работат, ама никој не станува у 7:30. 50 ќе земите вие, 50 ќе земите, а? 10-15 пати тоа да го направи годината, месецот, така ќе заработи повеќе него мајка и татко и што ќе земат плата во конфекција што работат. И на друго место. И сега кога се свртите 20 години поназад, а след 20-30 години во ноќниот живот до Гевгелија, сега како ви изгледа ова? Како ми изгледа, не знам. Ние сме биле ко мајка Тереза пред 20 години. Книга да пишуваш вака, не би ме текнало вака да напишам. Видите, сега се сведува на пари, да се разбереме. И тогаш ние кога бевме млади немаше пари. Пара на рака, да, мара за рака. Се сведува на пари. И аз ќе кажам само едно. Малите работи го прават човекот среќен. Ама и големите го прават. Добри, големите го прават пресреќен. Ако малите среќен, големите пресреќен. Добро. Како викаат бугарите? Сичко може за пари, ако не може за пари, може за многу пари. Да. Уште еднаш младиот колега Љупчо Златев, овој пат како експерт за проституција со травестити. Носев патници по улица Водњанска и тука кај тие трафиките, кај тобаката, се симна
патничката и баш заприметив од десна страна 3-4 девојки. Така јас барем претпоставував дека се девојки. Ало. Па видов еден оглас, нели? Добро, знаеш дека станува збор за транвеститка? Да, и немам проблем со тоа. Добро, значи имаш масажа со орално задоволство, тоа е спушење 1500 со секс 2500, еден сак, мој терен. И си минјајќи се надоле по Водњанска, истата група девојки ги приметив тука пред Галија, дека чекат ваljda им треба нешто такси. Застанав на семафорот и ме праша дали сум слободен. И реков секако, повелете. Имаш гради? Молам, ти имам хормонска терапија. Фотките твои се тие на огласот? Молам? Фотките на огласот, велам, твои се? Сите се мои. Да, перика носиш или? Да, перика носим, бидејќи градите се уште не ми се познават, кога почне да ми се познават градите, ќе се пуштаме мојата курс. Отворија врата, влегоа и веднаш качим влегоа во автомобилот, ја приметив нешто сомнително, односно видов дека и не се баш девојки. Ти со двајца имаш проблем да бидеш? Молам? Со двајца? Океј, двајцата не е проблем. Да, океј, сме немаме проблем. Цената така како е? Цената ќе биде дупла, значи. Значи 5000 денари. 3000 денари за пушење, 5000 денари за секс, 1 час. Мене побара да ги повозам низ градов прво. Со некој така муабети ми наговестија дека се занимаваат со проституција, нивниот муабет помеѓу нив, контактот, како контактираат, се однесуваат така, на тој начин, провокативно малце, веројатно и кон мене, да излечат нешто друго. Кај колку си слободна после? За кога сакате ви? Па денеска е 10 и пол негде. Јави ми се пола сат пред да сакате да дојдат. Така, пред да дојдеме пола сат да те побарам, Да. така? Да. Еве баш овдека да се надобрзам. Ги сретнавме тие девојки тука, ја оставив патничката, они беа овдека кај МФЦ, од оваа уличка излегува ваму, десно. Ало. Еј, ние сме точно кај МФЦ оваше сендвичарава. Сега, кон каде да се упатиме? Десно по улицата? МФЦ одма десно да заврти, од кон МФЦ сендвичарата, одма десно по улицата. Така? И само право ќе идиш, само право по улицата, скроз право. Не ќе имате справ на сајтот? Не, што да справ? Конечно полиција ово. Па што ако да ви притишнат, немаш ништо да притишнат. Немам јас макро. Разбираш, ако вршат имаш некој, разбираш, мене не може ништо да. Имало некој што те учи? Не, како може да мучи некој? Некој Сам да другарка. учиш искуството, се си пред. Како прво кај мене не сме некој да дојде, тој каде ми сјави телефон. Колку време си тука? Па 6 години. Да, окей. Не сум тука. Твоите? Знам да се. Ти се чувствуваш како девојче? Да. Јас сум од секој што. Не е само за парите да будеш. Ви кажувам, значи на прв поглед вака на поминување јас не ги приметив. Него кога влегува во колата, е се нормално. Ја пак ќе кажам, се гледа машка нога во хула хопка, едно, а друго е женска нога. Или раца, или гласот кој ќе почне да ти зборува, веднаш ка се приметува дека не е девојка. Во последните 1 до 2 години постои целосен разработен синџир кој ги носи младите битолчанки од Битола и околните места во Солун и големите грчки градови. Во тоа се вклучени многу познати ланци на битолски такси структури и служби. Еве како се однесува битолските таксисти, кога ние ги прашавме за тоа, прво беа расположени за бизнис, ако не видео за кого стана збор, почна да се права дека ништо не знаат. Добро вечер. Едно прашање. Може, ајде. Заинтересирани сме за некои девојки. Може да ни помогнете? Ами да ме однесам да е до место. Каде? По мене. Ама кај е тоа? Треба железничка станица на дом. Ама... И за колку се како, која е цена? 2000. Добро, а некои вака пубави што се? На лагер јас денес не можам мутно. Не можеш одма? Ние колку дена ќе видите тука? Утре се заминуваме, вечер ни треба. Не можам да. А некој од колегите да не знае некоја? Нема тука моментално, нема колеги, нема. Добро. А истине тие курви може да ви најат други таму. Кои? Тие таму што. Таксисти?
Не, ние. Добро, кажи како одиме сега, значи према Првите се напори десно. Десно? Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Добри, вие? Една информација. Кажувам, за девојчиња некои заинтересирани сме овие што се. А? Некои од овие девојчиња на лагер, дали имаш да ни препорачаш? Само она му ќе кај император. Император? Каде е тоа? Нема грчка граница. Викаат многу битолченки, од понеделник до петок си има дечковци, у петок им раскинуваат, до недела. После понеделник пак се смируваат. Дека тоа на некој начин. Не мора да му раскини, може да му рече не излегувам, ме боли глата или ово на нешто. Или на семинара. Или на семинар. Многу семинари има у последно време. Сепак мора да бидат многу припазливи, пошто Битола не е голем град. Значи мора убаво да изрежира како шо. Вика дека во Битола е карактеристично дека постои некој синџир кај што учествуваат и такси структури, кај што учествуваат и некој, ајде да речеме, што е знам овие макроа, кои ги носат девојките у Солун, дека ги носат во тие побогати грчки градови и дека на некој начин не само да доаѓаат овде грците и тука да ги користат услугите, туку тоа на малце повисоко ниво секс туризам, елитен да речеме организиран. Точно и тоа. Например, јас сум бил сегде, нема низ многу земји на светот, бев и во Русија, бев и во Москва, и во Украина, и во Одеса. На сличен начин мислам работат тие работи. Например, се знае сегде во светот кој треба да го прашаш за нешто, таксисто. Или ако одиш во дискотека, кој треба да го прашаш обезбедувањето. Значи тие или одиш во хотел, рецепционерот. Значи тие имат првите информации, првите контакти на луѓето што ги сместуваат, тие знаат се дали може да ми најдеш, одма ќе ти каже таксисто можам, не можам, исто и во Софија, и во поголемите градови, исто и во Солун. Има и тука. Има и тука, да. Исто. Тука вела дека се организирани. Многу често 2 пати, 3 пати неделно некои од поубавите битолчанки ги носат во Солун по нарачка, што се вели, и ги враќаат по 1 или по 2 дена, дека тука веќе цените не се 50 до 100 евра, тука се малку поскапи, некаде до 1000 евра се стигна со одредена цена. Зависи сега колку е убава девојката. Значи тоа е најважно. Мој Битола има убави девојка, така да до 1000 евра знае и може да се стигне. Плюс дека има и патни трошоци, дека веќе му е носиш девојката кај него дома, не дома, али во неговиот град. Плюс амортизација. Амортизација мора да се прави, да се книжи сметководство на тоа. Да. Што вика тоа е сапун, може некојаш се троши, ако вела дека не е сапун, некојаш може и ко сапун се троши. Да. А и правил, не правил, времето поминува. И најстрзаниот на светот е така, не може никој да опорекли тоа. Вие го третирате проблемот на таа трговија со луѓе или со бело робје, кои се целни групи, кои се најмногу застапени во таа трговија? Најчесто целни групи за трговијата со луѓе е женската популација и тоа најчесто малолетните лица. Што подразбирате под малолетни лица? Која е таа возраст? Таа возраст, според досегашните податоци, тоа се девојчиња на возраст од 13 до 16 години и девојчиња кои не наполниле 18, значи малолетни лица. И што, каде завршуваат најчесто? Ако се 13 до 16 години, веројатно многу тешко ќе користат за питачење или за некои слични активности, веројатно ќе завршат ко сексуални робинки, претпоставувам. Да, најчесто женските девојчиња, односно девојчињата се се користат за сексуална експлоатација, иако има комбинација на тој вид експлоатација, трудова со сексуална експлоатација, но во најголем број сакам да нагласам дека тоа е сексуалната експлоатација. Каде завршуват тие девојчиња? Најчесто во западниот дел на Македонија и според моје истражување што сум работела, најголем број е Скопскиот регион, значи прв во однос на жртви на трговија со луѓе се Скопскиот, потоа Пелагонискиот и Полошкиот регион. Ако завршат во Западна Македонија, се смета дека само во Гостер има некои 20 илегални јавни куќи, претпоставам дека голем дел завршат во такви објекти, во некои илегални јавни куќи кај што сексуално ги злоупотребуваат. Да, најчесто во тие ноќни клубови, ноќни барови, таму завршуваат жртвите. Вела дека главни во тој синџир, во таа недозволена трговија се делови или луѓе од тоа албанско подземје, албанско подземно милје, дека тие се главните во целата таа трговија. Да, и според податоците со кои јас располагам, во најголем број се трговците со луѓе се од албанска етничка заедница, но сакам тука да нагласам дека има инволвирани и други лица, секој организиран криминал, без учество на службени лица не би можело да биде реализиран онака како
тие замислувања. Не би било организиран криминал. Да, не би било организиран Би било криминал. обичен криминал. Да. Значи, штом се каже дека организиран криминал, Да, без обавезно. учество на униформирани лица или на лица од државата, тоа не може да биде реализиран посебно од овие полициски структури. Да, тоа беше случај и во многу број случаеви кои беа идентификувани во Република Македонија, кога беа инволвирани полициски службеници, што ја натера Република Македонија во 2009 година да направи измена во членот 418А, односно доколку сторител на кривичното дело е службено лице, казната затвор да биде 8 години, а доколку се работи за малолетно лице, да биде до 10 години. Значи, затоа што се виде дека во тој ланец на трговија со луѓе има вклучени и полициски службеници или лица од граничната полиција. Сиромаштијата си го прави своето. Сите ние знаеме како се живее во Источна Македонија. Постои еден цел разработен синџир и ланец како младите македонки од Источна Македонија некаде на возраст со 16 до 20 години организирано со такси и со комбиња се носат во Тетово и во Гостива да заработува за живот. Добро, тоа се официјалните работи. Меѓутоа, ако може Катица Јанева да функционира по допрен глас, веројатно и до вас има допрено гласови, дека има многу проститутки во Тетово, во Гостивар. Апроксимативно, за која бројка станува збор? Колку, според некои оперативни сознања, кои не се официализирани, меѓутоа секако допрен глас стигнати до вашите органи на редот и до полицијата, можеме да шпекулираме со некоја бројка. Која е таа бројка? 3, 5.000? Тоа се бројки кои јас, например, од Скопје можам да ги нотирам овде, дека некаде станува збор за една таква бројка и некаде меѓу 50 и 100 илегални објекти кај што се практицира. Тој е најстар занаат во светот. Неблагодарно е да шпекулирам со бројки, зашто секторот за внатрешни работи Тетово практично своите активности ги темели на проценки и потврдени бројки и сознанија. Значи, се друго што би кажал во моментов би било само мое лично персонално нагаѓање. Ако имате ова година само еден приведен на возраст од 65 години, кој е газда на угостителски објект, и ако сите знаеме дека некаде преку 100 угостителски објекти на подрачјето на Тетово и на Гостивар прават такви активности, има сексуални активности, доаѓаат луѓе да користат сексуални услуги, тоа значи дека или тие луѓе добро се камуфлираат, или вие тешко можете тоа да го откриете и да им влезете во трага. Значи, тоа е комбинација од двете нешта што ги споменавме. Вештата камуфлажа, промената на нивната, како што ја нареков, деловна тактика. Деловна стратегија. Деловна стратегија. Ама многу убаво ми звучи деловна стратегија. Со наводници. ОИСП ако да имат консалтинг биро, па именува деловната стратегија. Така. Па сега некои PR експертки станале. Не, тие станале можеби и од практичен аспект. За да на крај ќе почнат да користат од овие владини грантови за мали и средни бизниси. Ако е менува деловната стратегија. Па не е исклучена и таква можност. Во изминатите 4-5 години имаше индици, не знам, вие ќе ми кажете, имаше одредени индици, дека организирано девојки од Источна Македонија на ден на два се носеа тука во Тетово Гостивар и подоцна со комбиње се враќаа назад, како некој секс туризам да се прави, како порано што одевме да ги посетиме Кумровец и Јајце, сега од Источна Македонија со комбиње со автобуси ги носеа тука, па ги враќаа после викендот кој ќе опоминат и ќе заработат одредени пари. Имаше ли такви некои работи? Таквата улична проституција, како што ја споменавте пред малку, е веќе минато. На овие простори барем. А за вакви случаи... Загаден е воздухот, кај ќе сеат на улица сега. Гледате, и времето е веќе студено. Да, загаден е воздухот. Тетово ќе можат нешто на плуќа, на бели дрови да фатат, затоа веќе улична проституција нема. Тие индици не можам ниту да ви ги потврдам, ниту да ги одречам. Една работа е повеќе од јасна, почитувани гледачи. Не само во Македонија, секаде во светот. Нема проституција без учество на полицијата или без гледање низ прсти од страна на полицијата, било во Република Македонија, било на секое место на земјината топка. Ето го гледаме. Да. И сите се правиме наудрени дека тоа го нема или дека не знам го има, не дека во Москва, може и Украина го има, не знам, нека Софија, кај нас го нема, не е тоа така. Како не е така? Го има сегде, го има во сите градови, има и во Скопје, го има сегде, и во Битола, и Гевгелија. Емисија на бугарска телевизија, на ТВ Нова, и одат снимат во Сандански. Се појава во едно време 6000
проститутки имаше во Сандански во златното време, кога беше експанзија пред Бугарија да влезе во. Кај тие бањите, тој финансиската хотелот таму, тој криза. австрийски хотел. И се скајате хотел Свети Никола во стројиот центар на Сандански, менаџерката на хотел Свети Никола директно на линк ја вклучуваат во студиото во Софија и велат се слуша дека има 6000 проститутки во моментот во Сандански. Жената вика: "Не, сега сме во криза. Сега Гевгелија и Витола ни го земат лебот и ни ги земат профитите." Значи веќе и бугарките ги растураме. Значи до тој степен дојде на работата. Па најдобра инвестиција, подобра странска инвестиција од тоа нема. Нема. Директна. Вамо да речеме Значи овие тука зони. се трошат еврата, девизите. Мамо Груевски ќе оди за тоа зоните, ќе моли 2 години, па ќе дојде еден инвеститор. Овде можете но иде до Грција дојат преку вечер без молење, без ништо, директно што се вика. Гринфилд инвестиција. Ново крената. Сад тука е прашањето дали е попаметно да има јавни куќи и да нема јавни куќи, пошто никој не гледа ќар тука освен самите девојки. Девојки, макроа, полиција, Макроа, цариници, ма граничари. сепак полицијата не може да раководи државата. Има и над полицијата. Некоја ви признала дека се бави со таа работа? Во моменти неискреност или кој се пензионирала веќе да ви речем. Навистина од ова добро заработив. Живеев јас, живеа моите Не, мислам мојата дека фамилија. никогаш, ние сме Македонија, никогаш никој нема да признае такво нешто дека правил. Ај не мора име од овие колешкиве наши што се по телевизијаве, некоја се спомнуваше? Имаше некои индикации? Видите, со самото тоа што работат јавна професија и се познати, згодни, убави, кај народот има мислење дека се занимаваат и со таа работа и дека За 2-3 богами сериозни муабети имаше. Па точно, да. Секогаш се зборувало дека има 2-3. Спомнува, нели? Точно. Ајде да речеме еротски клипчиња снимени и така натаму и така Кој натаму. го докаже тоа? Кој го виде? Се остана на муабет, се спекулации. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Погледнете и рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Благодарам. Молам. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? Do you really feel like this? I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? 'Cause I can. Винајко German Lemonade. Ова беше емисијата во Центар, сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, ние се гледаме идниот понеделник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.